Последен ден од расправата по предлог законот за употреба на јазиците во Комисијата за европски прашања. За време на претходните 2 дена се водеше жестока дебата меѓу власта и опозицијата за потребата од овој закон, за тоа дали треба или не тој да има европско знаменце и дали тоа ја загрозува позицијата на македонскиот како официјален јазик во земјата. Според опозицијата, тој е единствено потребен за да се воспостави новата владина коалиција и со него се продлабочува јазот меѓу македонците и албанците, бидејќи се унапредуваат само правата на албанците и тоа на штета на другите. Како дојдовме до ова предлог законско решение? За волја на вистината, јас сум прилепчанец, второ сум професор по македонски јазик, може би имам нешто што на вистина ме тангира со овој закон, и пред 3-4 месеци пред да почне кампањата за парламентарните избори, под градскиот часовник во Прилеп, за кој што морам да напомнам, и ние сме мешана етничка средина во која што живеат турци, во која што живеат бошњаци, во која што живеат роми и најмалку припадници на втората поголемина етничка заедница во Република Македонија, сегашниот мандатар, а тогаш претседател на Социјалдемократскиот сојуз, гордо истакна дека нема ништо лошо во музичкото училиште во Прилеп да се учи албански јазик. Пратеникот на БЕСА Фадил Зендели посочи дека по 16 години од потпишувањето на Охридскиот рамковен договор, со кој се предвидуваше официјализирање на албанскиот јазик, тој се уште останува отворено прашање. Во овие години сме имале разни дебати и од представници од политички партии, од ДУ и од други дека албанскиот јазик е службен. Но со самата денешна расправа и со овој предлог закон, ние можеме да видиме и ова го признава и ДУИ и влада дека албанскиот јазик не е службен. Значи албанскиот јазик не беше воопшто официјален и за жал по 16 години од овој договор, 27 години по независноста, ние се уште разгледуваме едно отворено прашање. Жалам, ова прашање ќе остане отворено затоа што и со овој предлог закон ние не нудиме решение за кое се ангажираат албанците во Република Македонија. Со законот се предвидува во сите органи на државната власт во Република Македонија, централни институции, јавни предпријатија, агенции, дирекции, установи и организации, комисии, правни лица кои вршат јавни овластувања согласно закон и други институции, службен јазик покрај македонскиот јазик и неговото писмо, да биде и албанскиот јазик.